Почитувани, добар ден, го гледате најновото издание на Црвена линија. И нашата редакција секако го зема в предвид она што долго време многумина од вас го сугерира, односно ја сугерира темата за која што токму денес ќе проговориме со вас. А темата е мој термин. За едни е добро решение, за други не е решение, а за трети е лошо решение. Првите велат дека сега е се во ред, другите велат повторно се оде преку ред и се чека подолго. А третите велат нема никаков ред во мој термин. Граѓаните се жалат на матичните лекари кои не можат да им најдат мој термин или ќе им најдат ама по 3 месеци. Системот мој термин е добар, но не за државното здравство. Во приватните ординации нема мој термин, но има ред и не се чека 3 месеци. Ама е скапо. Дали едноставните работи во здравството ќе се средат? Тоа е она што ве прашуваме денес и што ќе ни е мој термин кога никогаш нема термин. Секако дополнително имаме уште едно прашање, тоа прашање се одговара ако не следите на Инстаграм. Па кликнете на Инстаграм, заследете не, кликнете на Инстаграм стори и одговорете дали со воведување мој термин е воведен ред во чекалните. Имате две опции за одговор, да, не, кликнете на вашиот одговор, ќе пресметаме во проценти и секако ќе ги соопштиме резултатите пред рекламите. Напомена на самиот почеток, секако не заборавајте за да се вклучите активно во Црвена линија. Се врти добро познатиот наш телефонски број 02-307-0005, но она што задолжително треба да го сторите се разбира веднаш и да го намалите целосно тонот на телевизорот. Внимавајте и на секундите, 90 секунди се одредени за едно јавување, така да, драги мои, темата е токму предложена од вас, од граѓаните, од гледачите, а верувам дека Црвената линија ќе се жешти, всушност нашата телефонска линија во Црвена линија и секако ќе слушнеме и многу искуства и размислување и секако одговори на нашите прашања. Ако сте подготвени, може да почнеме. Па добар ден или добро вечер? Добар ден, Тина, поздрав до вас, поздрав до Телна вас. телевизија. Се јавам втор пат од како постоите. Благодарам, драго ни. Да, за мој термин не би коментирала, а и не. Значи нема веза од мој термин, се чека по 2-3 месеци. Што би сакала да кажам, гледајќи ги вчера вестите, ме загрижува многу загаденоста. Прибидејќи, јас сум Охисов работник во Охис 40 години, 51 година, би сакале да знаеме која фирма и фабрика и кој е менаџер што се затопи железото во Охис. Има отворено погон и фабрика. Па благодарам еве со јавноста што ја споделивте, се разбира оваа информација, но секако само да ви кажам, ве мола. Значи има минимум 30 мини фабрики во Охис. И нека не залажуваат дека стварно Охис не труе. Јас сум нон-стоп подбледувања без 40 години стаж и друго. Што е најстрашно, платите не се исплатени на Охис, а Охис и понатаму работи и функционира. А дали не функционира мој термин? Еве, какво е вашето лично искуство? Па да ви кажам, многу тешко. Например, еве, јас би ја кажала сега наводно новата клиника Козле, за рехабилитација се чека по 3-4 месеци. Благодарам многу. Драго ми е што по втор пат се вклучувате во вашето искуство. Најверојатно не сте се јавувале досега во Црвена линија. Драго ни е дека еве станавте дел од оние кои што ја креираат. Благодарам еве што со јавноста споделивте информација на која што сте сведок, но јас ќе ги замолам останатите гледачи, бидејќи сепак темава беше на ваше барање да проговориме нешто за кое што сите сме секако и сведоци и затечени од истата ситуација со која што се среќаваме кога зборуваме за мој термин. Денес во Црвена линија ве прашуваме дали едноставните работи во здравство ќе се средат според вас.
Можете слободно да ни кажете какво е вашето лично искуство со закажување мој термин. И еве, што ќе ни е мој термин, прашуваме кога никогаш нема термин. И дали со воведувањето на мој термин е воведен ред во чекалните. Па да ве слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден. Поздрав многу до тебе. Голем поздрав и до вас. Благодарам. Значи, многу убава тема сте ставиле и да ставате вака секоја недела, еднаш неделно, може 2 пати. Значи, Тина ништо не функционира. Токму денеска се погоди мене окото да ме боли. Значи, и немам кај да одам, немам мој термин. Значи, сега сама ќе си се лекувам јас. Замисли за око се работим, затоа што нема термин. Не се наоѓа термин. И сега што правиме? Не само за тоа, за интернист, за било каков доктор, ова секундарно здравство што е? Тие се земаат во амбулантите, се земаат плата секако и баш им гајле дали колку пациенти ќе дојдат. Значи, ако приватно отидеш кај нив, да речеме, тогаш е друго. Тогаш веднаш ќе ти најдат термин, тогаш за пари нели нормално ќе те прегледаат и колку треба и пола сат ќе останат со тебе, да речеме, да разгледаат убаво, да го разгледаат твојот проблем. А вака сега ова со мој термин, значи тој што го смислил, тој требаше на тоа време да имаше многу доктори. Се збунив целата, зашто сакам многу работи да кажам. Значи, треба да имаме доктори. Ние немаме доктори, а сакаме мој термин. Како мој термин со толку малку доктори? Ајде ти на клиника, прашај ти дали може да се стигне до очни лекар, да речеме. Не може. Чекаме 2-3 години, не 3 месеци. Значи, воопшто не функционира. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Останете со нас. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Ало, добро вечер. Се слушаме? Одлично, повелете. Одлично. Па види, ова мој термин одма би го укинал ја. Ама ја би укинал и да се одбиваат пари од плата, од пензија, од све за доприноси за здравство. Све тоа да се укине. Ништо да не се запира. Тие од таа бруто плата што ќе земе човек, сите у джеп кај него нека сидат и малко дојде до проблем, до дефект, ќе си плати, ќе си има пари, ќе си го плати приватниот и ќе си заврши работа. Еве да речеме ја у март месец имав закажано мој термин, за у септември мој термин, у 8 септември клиник и ако чекав на тој мој термин до септември месец, тие се 6 месеци пројдени, ако не отидов у една приватна тука да се клиник приват и си платив тамо кеширав и се направи тука убитово, најдоа диагноза, најдоа све и да кратко време терапија, чуда, муабети и ме кренаа на нозе како што дремам да оправија. А до септември град може и опело ќе ми чита или ќе јадеа блага пшеница на моја сметка. Така да зошто според вас не функционира онака како што е предвидено мој термин? Апашана, ајдуци, банди, тоа се медицинска банда, тие се врзани како смински древа. У приватен си отидов, ми заврши работа и чао. Благодарам многу. Еве ќе потсетиме дека има и вакви укажувања каде што се вели граѓаните кои не одат на лекарски преглед во мој термин да го откажат со SMS порака. Дури и се бара решение за казнување на пациентите кои не го откажуваат или не се појавуваат на закажан термин. Ова го имаше изјавено заменик министерот за здравство. Така да, еве, што е оно според вас од лично искуство што мој термин не функционира онака како што е предвидено? Добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушаме, во црвена линија сте. Откако се воведе мој термин, јас не можам да дојдам до специјалист-интернист. Секој пат кога идам кај матичната лекарка за да ми закаже на мој термин, она вика нема термин. Нема термин, нема лекари, нема термин. И јас сега сум со години така и не можам да дојдам на ред. Бев на
ортопед, слика се за раката и не можам да дојдам на ред да однесам резултатот кај докторот. Закажуват со приоритетен упат, а чим е приоритетен упат, може да чекаш цел ден тамока, ако си способен да чекаш, и пак да не можеш да дојдеш на ред. Проблемот е у тоа што здравството не требаше уопште да се приватизира. Приватното здравство е за тие што имат длабок джеб. Тие што немат длабок джеб, само можат да одат од ходник у ходник, од врата на врата, да тропат и никако да не бидат примани. И чекајќи така, може да си се изтргнат, да си умрат и тамо термин нема. Тамо право се оде без термин. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Инаку, еве, во продолжение ќе подсетиме дека заменик министерот за здравство Јовица Андовски апелирал до граѓаните доколку имаат закажан термин, а не можат да го искористат, барем последниот ден со СМС порака или преку докторот да го откажат терминот. На тој начин ќе остават место пациентите на кои навистина им треба диагностичка процедура да ја завршат и да нема големи листи на чекање. Од мој термин се праќаат пораки до граѓани и ги подсетуваат и според Андовски дури последниот ден да се откаже терминот, таму се организирани може веднаш да го ослободат терминот. Па еве, дали ви се чини дека всушност главниот проблем со функционирањето на мој термин е токму од страна на пациентите кои што на закажани веќе однапред термини не се појавуваат, а не ги ни откажуваат. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Па да, јас се сложувам со тоа дека многу на мој термин не се јавуваат и не го откажуваат терминот, така да има луѓе кои чекаат за да добијат, а ради некои несовесни тоа не може го искористат, како прво. Како второ, мислам дека е мал број на лекари, затоа тој мој термин не може да функционира. Дали се уште имаме гледачката? Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Така да треба и да се зголеми бројот на докторите за да има бар уште еден, двајца, тројца зголемен број на доктори за да може да прими повеќе пациенти. Јас не сум имала проблем, сум чекала, не дека не, меѓутоа ако овој месец не другиот, секако ќе отидам, ќе се прегледам, тоа матичната ми го закажува. Матичната е значи толку совесна да секогаш кога треба, ако овој месец не другиот или следниот, за здравјето ќе си почекаш, а тоа времето брзо поминува и како и да е, ќе чекаш и ќе си направиш преглед. Не сум имала проблем, а кога имало проблем дека не можам да појдам, јас сум се јавувала секогаш. Треба секој еден да е совесен и да го откаже терминот ако веќе не може. А не закажано, зафатено и се чека и на крај јас не можам да одам. Благодарам многу и вам за вашите одговори. Секако еве уште една информација, оно што го има изјавено заменик министерот за здравство Јовица Андовски е тоа дека ги следат податоците на закажани термини и на искористени термини. Навистина се јавува еден доста голем проблем. Ние сме во постојана координација и со мој термин и со Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Разговараме за да изнајдеме идејно решение како тоа би се надминало. Според него, неоткажувањето на термини представува доста голем проблем затоа што им се зема редот на оние граѓани на кои што навистина им треба диагностичка процедура. Добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте. Еве какво е вашето искуство со мој термин, каде ги гледате недостатоците? Да, со мој термин, моето лично искуство, се слушаме? Да, продолжете. Да, затоа што е исклучен телевизорот, а не сум се јавувала овака во живо, али ме испровоциравте да се јавам. Поради еден мој проблем личен. Мој термин во принцип е добар,
Само што термините се малку треба да се почека повеќе време. И не се придржува до времето кое што е определено за преглед. Тоа е една моја забелешка. Друга забелешка е конкретно, значи, на 12 септември се снимав магнетна резонанца на вратна кичма. И верувајте, досега немам резултат. Значи, резултатите, се снимав на некој нов апарат, го отворија во клиниката, поликлиниката и Дадија, како нов, и министерот таму се појави све, меѓутоа нема кој да ги чита резултатите. Резултатите ги читаат во поликлиника Чаев. Значи, колку време помина од 12 септември, јас уште немам резултат. И сестрите во Чаев се многу љубезни на телефон и секој ден им се јавувам дали е готов резултатот. Тие ми викаат не е готов резултатот. Напомена 90 секунди е време трењето. Секако нема да изоставам да ви се заблагодарам и навистина ни е чест и драго еве што бевте заинтригирани со темата. Верувам и со секоја наредна да се вклучувате во дискусиите во Црвена линија. За нови 90 секунди секако можете и да го завртите нашиот телефонски број. Еве интересно од она што слушаме од вас, како и од гледачката, она на што се чека покрај мој термин со месеци, се чека најверојатно и доста долго и за резултати, кои што верувам се најголемото исчекување кај секој оној кој што сака да дознае што се случува со него. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Најубава вечер има. Жестока малку тема со поврзана со здравство. На барање на вас, на гледачите е ова мој термин. Во ред, мисля малку убава тема тоа ми беше. Меѓутоа, знаете што, не на да речам дали свој непотизам нешто прави, затоа што секогаш не можете да дојдете, ја не сум имала лично за мене, меѓутоа во фамилијата за блиски со модела, мислам, и по потреба. Меѓутоа, кога ќе одите вие на мој термин, значи имате луѓе што доаѓат со хитни, мора да поместат, да влезат пред вас. Тука веќе се поместува, да речам, нешто. И сега, овакви несовесни луѓе, мене стварно, не знам, не е во ред. Меѓутоа, што ми се има случено пред многу години. Значи, упорно мој термин ми доаѓа на мојот телефон за господин некој од Кавадарци. Јас упорно звонам, никако да добијам. Значи, и комуникацијата не е некој подворец. И сега, знаете колку долго време беше тоа? Не знам ја да ви кажам, 2-3 месеца може би. Никако не можев да дојдем во контакт, да му однаква, значи и мене ми звонат, и јас звонам, и изгледа и погрешен телефон, предпоставувам, така да ми беше многу криво, затоа што и еве комуникацијата не е во ред. Така да може би сега, ја ова го кажем од лично искуство, значи многу ме беше криво што не можеше тој господин да се поврзе со мој термин. Значи кога зимат, можда и такво нешто се случува, тоа што јас го кажем од искуство. Така да и тука треба да се малку да се погледне дали е во ред, зашто ако ти закажеш на некој, ако тој ви кажем ја од Скопје од Кавадарци, човекот ти сега што не знам понатака како да кажам, значи не можеш никако да дојдеш до објаснување. Меѓутоа мој термин за мене е многу убава работа. Значи меѓутоа да се почитува. Затоа што кога ќе одите, јас сум имала, не за мене пак ќе кажам, меѓутоа сме чекале затоа што ете не знам тој господин бил од друг град, дојдем, па ајде предност, дајте му, па ајде ова. Меѓутоа, знаете како, и тоа се пак непотизми. Пак нешто на некој, кога е некој хитен случај, мислам, нема тука. Сите сме луѓе и нормално дека ќе дојде со овако, и кажу го упат, што мора одма да влезе, тоа е веќе друго. Меѓутоа, и докторите малку си имаат своји грешки, па затоа така да... Благодарам многу. Еве што е заклучено врз основ на тоа што е проверено како функционира мој термин, односно каде се случува застојот. Тоа вели, например, изминатиот период во Скопје за компјутерска томографија од 4070 закажани термини, 970 не дошле. Тоа се на 23% од пациентите кои без откажување не се појавиле на тој термин.
Андовски, заменик министерот за здравство, вели дека се прават анализи и дека во многу земји тоа се решава на повеќе начини. Само треба да се решиме на кој начин тоа ќе се направи. Во некои земји 2 пати ако се откаже терминот, следува одредена парична казна или пак нема да може да закаже редовен термин за одреден временски период. Ајде да слушнеме од вас од лично искуство или што би се рекло од прва рака, како го оценувате системот Мој термин, на што сте сведоци вие, а и од една од гледачките секако ќе си дозволиме да прашаме, а што и од кога ќе си го дочекате терминот, дали долго се чека и на резултатите на кои што сушност и најмногу се чека. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Еве моето искуство за Мој термин, да го кажам, во Штип, например, во Штипската болница, многу се чека за магнет, за томографија. Исто и другите, например, прегледи се чека долго време. Јас за мамографија чекав цела година и кога појдов на ред, во закажаниот термин, пред мене немаше никаков пациент, после мене немаше пациент, што значи дека не знам дали тие закажани термини се реални или некој само ги зафаќа местото за да може да бидат слободни термини. Исто така и на рентген. Немаше ни еден пациент, а јас чекав, например, 2 месеци за снимање на колена. Така да мене многу ми беше чудно зашто немаше пациенти, а јас чекам толку долго време. Сметате дека огромен дел од пациентите кои што ќе си закажат свој термин не доаѓаат на истиот? Па може и да е тоа, а може и да се пациенти нереални, само да го зафатат местото на закажаниот термин. Така. Благодарам многу, еве што ни Тоа е мојот. Така, благодарам многу. Тоа е оној што го очекуваме во овој издание на Црвена линија, што се вели од прва рака, токму од вас, драги мои, да слушнеме, еве, каква оценка давате на системот Мој термин, какво е вашето лично искуство. Секако тука ќе напоменеме и какво е искуството по прегледот, односно очекувањето на резултатите. Дали и тие предолго се чекаат? Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Благодарам. Па еден совет до гледачиве да дадем ако може. Да си чуваат пари за лошо, за арно. Зашто и бетер ќе биде. Второ, кога идат на матинче лекар, да носат нешто. За да им најдат термин и да му напишат на докторот, таму ки што идат и специјалисти или кај идат, дека идат со евроупут. Значи не идат со празни раце, него со евроупут идат. Место да дадат негдека 200 евра или поише за магнетна резонанца, ќе дадат пола ваму и ќе заврши одма работа. Трета точка. Докториве гледаат како политичариве преку ноќ стануваат милионери. И нека да работат. И ако може денеска да прими 20 души, 30, ќе прими 7 души. Ете, тоа се најголемите проблеми. Баш кај тоа што нема доктори, што немаме апаратури доволно, по сите клиники да има по 2-3 магнети да бргу работава, кочницата тука е. Докториве многу знаат дека со купени дипломи со фалсификат, луѓето станаа милионери. А они работат за 1000 евра или 50.000 динари, не знам колку зимаат, а еве зимаат по 2-2.500 евра. А овој хирург, доктор, и чекаш ти да те прими. Благодарам, нема време. Благодарам. Секако можете ново време 90 секунди дополнително со ново јавување, но еве уште еднаш благодарам за вашето учество во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Дали слушаме, повелете? Па видете, мислам дека пред се проблемот е организацијски и да не речам технички.
Кога кажем организацијски, тоа е дека на докторите треба да им се дадат асистенти кои ќе се бават со администрацијата, а не тие да се бават со администрацијата во врска со, да кажеме, кога се врши прегледот. И во процедурите на одредување како, кој каде ќе дојде да се лечи. Сите знаеме дека во Скопје има голем притисок. Меѓутоа, често ги менуваат процедурите, едноставно затоа луѓето и губат, да не кажам, правец како да се движат. Јас се одам на очна клиника. Минатата година, мојот матичен лекар можеше директно да ми зафати термин. Сега, како се смени некои работи, сега јас прво треба да одам кај очен лекар во поликлиника, кај него да најдам термин, па тој после тоа да ми најде термин за да ме прати горе на клиника, а пазете, треба да направам само контрола. И сега, што е проблем по мене? Што во административниот дел треба веднаш да му се сигнализира на тој доктор кај што ве праќаат, каде треба да ве препрати, да знаат колку пациенти тој ден има за преглед, а колку има административно што само треба да ги проследи. Тоа би требало да се направи и за да се намалат чекањата, а воедно и да ги добиете терминот, или специјалистот кај што ќе одите на преглед, тој да ви ја заврши целата работа со термините за контрола или за не кажам за другите работи што треба да се случат. Благодарам многу. Еве уште нешто ќе споделам со ве, секако ова е од почетокот на овој месец. Всушност, според последниот извештај на Европската комисија, опсегот на здравствените услуги во Македонија и нивната достапност, особено специјалистичките медицински услуги и нивната географска дистрибуција, всушност според извештајот на Европската комисија се несоодветни. Во болниците од јавното здравство, барем и според пациентите, со години се чека за операции, со месеци за контролни прегледи, но ако пациентот плати да се оперира приватно во државните болници, веднаш се наоѓа термин, овака велат граѓаните. Но според хирурзите со кои се разговарало, еден од проблемите во македонското јавно здравство е што ниту една болница нема служба за односи и комуникации со пациентите, која би ги закажувала операциите, па пациентите директно да комуницираат со докторите, хирурзите и другите здравствени работници. 4 години чекам термин за операција на катаракта, нема термин. Жално и тажно во 21 век. Какви се вашите лични искуства со системот Мој термин? Еве, што ќе надополните на овој извештај и она што го велат граѓаните кога станува збор за закажување на и прегледи и операции и така натаму, и всушност дали сметате дека едноставните работи во здравството некогаш ќе се средат? Колку чекате и на резултати? Добро вечер. Ало, добро вечер ти на пак. Ако, повелете. Ајде да ти кажам да се докажам, ова нема веќе крај на докажување, затоа што е многу тешка темава. Добро кажа пред мене Љупчо за очни лекари, вистина така е. Значи, сакам да кажам исто моје искуство со мамографија и ехо на дојка. Значи, термин не се наоѓа дефинитивно. Тоа, не знам, треба да добиеш као лото, да си добил на лото. Значи, мене ми се случи докторката во румунска болница, некоја специјалист радиолог, која ми напиша можеби 5 реда, некои таму неубави работи. Јас се вознемирив целата, влегов кај неа да прашам што е ова страшно напишано. Рече, јас немам време да губам со вас. Значи, ако замислете кога секој пациент ми влегол кај мене, а што правам ја каде да се обратам, ај кажи сега. Сакав на приватно, таму ми рекоа ќе го прочитам, ама ќе треба да платиш 3000 денари. 3000 на мојата пензија беше тогаш 13, па тоа се многу пари. Значи, немаме доволно радиолози. Порано беше многу поинаку, самиот радиолог ќе ти објасни, ќе ти образложи што се случило со тебе, како се случува тина. Исто така, не треба на докторите да им се дозволи да работат во државна болница, нели, и плюс приватно да отворат. И сега што се случува? Ти одиш таму и тој ти вика, ај дојди во мојата приватна ординација, таму демек по-добро ќе те прегледам, ќе имам повеќе време, тука имам и таму имаме апарати и се, и таму ќе си дадеш пари, ќе бидеш супер прегледан. Ама Има уште нешто интересно, бидејќи сите како граѓани, но и како пациенти ја дискутираме темата Мој термин. Според неофицијални, односно изјави на лекари, велат дека пациентите се делат на оние кои што може да си платат на приватно,
оние кои не можат ни на приватно да си платат, ниту пак имаат врски. И трети кои имаат јаки врски. Проблем се тие што имаат јаки врски, и роднински и политички. Тие се уфрлуваат на листата на редовни операции, автоматски листата се поместува и одолжува. Секој работен ден ни почнува со колегиум на кој ја гледаме листата за операции. И туку ќе се јави некој, му се јавиле од партија, му се јавил градоначалникот, му се јавил колега, директорот, презал обврска и ќе се поремети. Вака изјавуваат дури и хирурзите. Па сметате ли дека би било пожелно да може да бидат и јавни листите за чекање, односно достапни до пациентите? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Па вака, мој термин и добар и лош. И така и така. Не може туку така да се оди на болница и да се бара ајде. Или во медицинска установа и да се бара јас сум дојден и готово. Нормално дека треба да ја закажам да има термин сите работи. Сега термините, лошо е што термините некоја се многу надалеку. Бе, например, за еден контролен преглед ми закажа 3 месеци термин, после 3 месеци. Значи сега требаше ова време да бидам, а јас веќе тоа го направив пред 3 месеци. Меѓутоа, целата работа ја спасуваат и приватните, овие што добиват хота од државното здравство. Така да тие горе-долу ја вадат ситуацијата, некако ситуацијата ја поправат. Така да јас мислам дека здравството во секој случај бара реконструкција за што се работи, дали се работи недостаток на кадар, недостаток инструменти има. Значи апаратура има и отпојке, нема кој да работи со неа. Нема обучени луѓе за таа апаратура. Зато и снимките идат, дури не знам кога, што велеше една гледачка што се јави. Да, благодарам многу и вам за тоа што се вклучивте во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Господине Тале, како е вашето лично искуство со системот Мој термин? Па, солидно, така да речем, на некој начин. Ги почитувам сите заангажирани лекари, мислам, сестри или персонал, секој че а за оние завушанти, лекари, па сестри, Господ нека им прости, пошто се работи за човечки животи, а тие се, мислам, вистина, со добри плати за наш стандард. Сега, а наше човечко око е ненаситно, колку и да се зголемат платите, па ни се малку. Сега друга работа, што после лето жнееме. Значи, интересна работа и двајцава, там едно подруго бевме изношти, и сега едно подруго. Имаме една така пријателка која во Германија оди напати и таму има Мој термин и таму има чекање, но за жал многу доктори замина во странство. Јас по вакви емисии и никаде кади да одам не пропагирам да си заминим од Македонија. Многу луѓе по вакви емисии пропагираат така. Така ги протера и многу лекари наши. Сега тие исти што ги протера лекарите, сега кукаат оти нема термин да појде на лекар. Епа, што постоеле тоа жнееле, зато луѓе не пропагирајте. Или има начин за подобро здравство. Ја секогаш велам, кога ќе има повеќе пари во фондот за здравство, тогаш има и повеќе лекари и подобри инструменти. Ако има зголемен број вработени за кои се плаќаат придонеси здравствени, така? А во Македонија 90% мразат македонски производи. Благодарам многу за одговорите во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Сега кој во меѓувреме пред да вклучиме некој од вас да ве потсетам сите оние кои што сакаат и по завршување дури на Црвена линија можете активно да земете учество во емисијата и преку коментари, споделувања, поточно на нашиот профил Црвена линија на Facebook, како и профилот на Телма телевизија на Facebook. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Голем поздрав до вас. Еве, личното искуство ваше со системот Мој термин какво е? Еве вака. По моје мислење треба Мој термин да се укине.
да се укине мој термин. Еве зошто? Од искуство. Например, бев закажан во 9 сато и 45 минути. Помина пред мене 7 души, јас бев 8 за преглед. Влегов се прегледав, оставав уште 2 сати да видам што е по мене. Зашто не гледав пред амбулантата луѓе. И се прашувам. Значи само 8 души, а пример доктор работи до 15 часов. То ти е исто како јас од фирмата да си одам до 15 часа работам, да си одам во 12. Сега, излезе сестрата еднаш, уште еднаш, да речеме. Третиот пат, нешто како да му беше сумњено, прашува зашто се ни штука. Реков, да видам кој е по мене. Ама ти рече да не си од партија пратен. Не реков, јас сум од дома пратен. Значи, тој мој термин може би е добар. Меѓутоа, немаш ти полно работно време. Така, сега на второто ти ми бега времето. Ни се закажале, пак не одиме. Да, ако ти закажи некој по 6 месеци, а тебе ти е хитно, може би ќе умреш и одам јас на приватно, то не го откажувам. Затоа е то. Благодарам многу и вам за одговорите. Продолжуваме. Добро вечер. Денес зборуваме за системот мој термин. За едни е добро решение, за други не е решение, а за трети е лошо решение. Всушност темава денес е на ваше барање. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Благодарам. Мој термин не е толку лоша состојба. Треба да има мој термин. Работата е што ние немаме доволно доктори. А и тие што ги имаме дел од нив, секоја чест, ама за дел од нив не заслужуваат да бидат доктори. Кога тој доктор денеска има пациенти на мој термин, тој истиот постои шанси да го викнат и на оделение. Или да го викнат во сала. И во тој случај се губи редот на мој термин, демек на време траењето, во часот кога имаме закажано. И се пореметува редот на чекање на мој термин, од една страна. А од друга страна, како што рекоа гледачите, некој можеби не може да отиде или веќе закажал на приватно па се прегледал или не дај Боже го снема и не отишол и никој не го откажува тој термин. Значи останува зафатен, а всушност е празен. Значи тука колку имаме грешки, проблемот колку што доаѓа од кај здравствените работници, толку доаѓа од кај пациентите. Сите ние малце треба повеќе да свртиме внимание кон овој термин да биде поверодостоен. Меѓутоа, најголемиот проблем е што здравствените работници не се само на амбуланта кога има мој термин. Ги викаат и на други места, дури на други клиники се случувало, јас кога сум одела на онкологија. Мојата докторка, додека јас чекам да ме прегледа, ја викаат на гинекологија или ја викаат на кардиологија, доди таму да прегледа пациент. Што значи ние не 50 секунди е времето. Благодарам и вам за учеството. Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Повелете, ве слушаме. Вака, јас во потполно се сложувам со претходната гледачка. Значи, од А до Ш, од точка до запирка до се. Значи, истите случаи ми се случиле мене, јас сум онколошки пациент, јас треба да идам во јануар на контрола, мене ми закажуваат во март, април. Како јас ќе одам на контрола овако за да се прегледам? И треба да се снимам на една снимка, друга, трета, да не кажувам. Меѓутоа, и пет скен. На пет скен не ми даваат да се снимам. Знаете зошто? Затоа што, ете што кажуваат дека тие со поголеми врски, најголеми врски, не знам какви, паќале, оделе таму се снимале, потоа иделе во фондот, и фондот им ги враќал парите, така да ние што немаме врски, нема термин, немаш кога да се снимаш, а нас ни е неопходно да се снимаме. А ги снимаат луѓе од Косово, од не знам каде, тие имаат приоритет, ние во Македонија немаме приоритет. Значи, мора нешто да се направи во здравството. Катастрофа е, не се работи само за мене. Илјадници луѓе има. Значи, катастрофа, не можам да ви објаснам. Идам со 5 упати приоритетни, не ме примаат, замислете, а докторот ми вика, мораш да одиш, ако не ќе одиш кај министерот, мене ми треба резултат од тебе, како да продолжиш со терапијата. Значи, ние сме отпишани, не знам како да ви кажам.
Значи, ние треба да имаме приоритет, затоа што такви пациенти сме. Многу благодарам и се најубаво. И ние ви велиме големо благодарам и секако на секој од вас и ќе ви посакам да бидете во добро здравје. Сега дојде и времето да ги соопштам и резултатите од Инстаграм анкетата. За следете не, бидете дел од овие анкети веќе од утрешното издание на Црвена линија. На денешното прашање дали со воведување мој термин е воведен ред во чекалните. Еве, со да одговорија само 8%, со не одговорија 92%. Сега да ги погледнеме рекламите, а потоа ќе бидеме повторно заедно во студио. Почитувани, благодарам што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Особено ни е драго што ова издание на Црвена линија всушност беше на идеја токму на вас граѓаните. Тука завршува нашиот термин, тој си функционира добро, но нема долго да чекате и на терминот за прием кај доктор Ненад и доктор Кате, докторка Кате. Сега е наш термин, мој термин, како викаш ти. Личите на матични лекари, ама некако вашите операции, интервенции прават сите да живнат и подобри се. Така е, да. И па што ќе ми препишете мене? Дека ќе ни бидеш гостинка во 2 термини. Да додам со бромазепам или диазепам? Само со убава мисла и со насмевка. Со насмевка.